Бен Афлек и Дженифер Гарнер и по разводот останаа во пријателски односи, но медиумите пишуваат дека тие се заедно во последно време. Папараците ги снимеле за време на заедничко возење во Лос Анџелес, а според магазинот People, Дженифер пред тоа му доставила поедок на Бен и останала со него некое време. Тие секогаш ќе бидат блиски затоа што имаат деца и одржуваат пријателски сородителски односи, рекол извор близок на актерите откако заедно го прославиле Денот на благодарноста. Бен и Дженифер учествуваа во хуманитарна акција со своите деца и доброволно се пријавија во полноќната мисија во Лос Анџелес, служејќи им топли оброци на повеќе од 2000 бездомници. Тужба поднесена до Федералниот суд се тврди дека рап магнатот Jay-Z силувал 13 годишно девојче заедно со Шон Диди Комс за време на забава во 2000 година. Jay-Z ги отвори наводите на социјалните мрежи и ја критикуваше тужбата, нарекувајќи ја дел од обид за уцена на адвокатот на тужителката. Адвокатите на Jay-Z не одговорија веднаш на брањето за коментар. Тужбата првично беше поднесена во октомври во јужниот округ на Њујорк и во тоа време не го именуваше Jay-Z како обвинет, иако во изменетата тужба се вели дека Jay-Z бил идентификуван како славна личност, а во првичната жалба Комс ги отфрли сите обвинувања против него, вклучително и ова во октомври. Тој во моментов е в затвор поради федерални обвинувања за сексуална трговија, за што се изјасни како невин. Вим Вендерс, еден од најголемите режисери на денешницата, актерката Жилиет Биниш, со сјај во очите и кринати стиснати тупаници во знак на поддршка, го проследија инспиративниот говор на Лабина Митевска на врачувањето на Еуримаш, наградата за меѓународни копродукции и Европската филмска академија што се одржа во Луцерн, Швајцарија. Целата сала ја награди со бурен аплауз. Во публиката беа и Изабела Роселини, Ралф Рајнс и многу други звезди од европската и светската филмска индустрија. Многу ретко можам да зборувам на македонски и ви благодарам поради ова. Пред 25 години долго време бев прва жена продуцент, а сестра ми Теона беше прва режисерка во нашата мала но преубава земја Македонија. Ни требаа години да се докажеме во многу мало балканско општество. Бевме жени и сакавме промена, да докажеме дека филмот не е само и ексклузивно за машки филмски продуценти. Интерактивно предавање на тема театар ќе одржи Ана Стојановска, професорка по македонска драма и театар на Факултетот за драмски уметности во Скопје на 10 декември денеска со почеток во 19 часот, главната сала во Друштвото на писателите на Македонија. Предавањето е од отворен тип, а поканети се сите љубители на штиците што значат живот. Театарот е најубавата уметност и најспецифичната, живее само во мигот додека се игра представата. Сите други уметности може да се прегледаат, преслушаат, пречитаат уште еднаш, но театарската уметност е уникатна. Трае само до оној миг кога се спушта завесата и се гаснат рефлекторите. Затоа за мене театарот е најубавата уметност. Трае како и животот миговно. Учејќи го театарот, јас учев дека театарот треба да се чува во колективната и интимната меморија, а театарот се чува преку пишување, истакнува Стојановска, која е членка на ДПМ.